Службено патничко возило со кожен волан, 6 звучници и скапа металик боја на колата. Се само дел од јавните набавки на стоки и услуги со оправдување дека се за заштита од COVID-19, чии сомнителни договори се склучувале минатата година. Ова стои во извештајот на Центарот за граѓански комуникации. Според истиот, како јавни набавки за COVID, биле купувани и производи што немаат врска со пандемијата, за што се трошели и огромни пари. Имаме компјутери купувано како COVID набавки, имаме возило купувано со, кожен волан, со металик боја и така натаму како COVID набавки. Настрана што едно такво возило не треба ни воопшто да се купи ни некако COVID набавка, бидејќи функционалноста на тоа возило никако нема се подобри со металик бојата или не. Кога ќе си купи некој за дома со свој пари, може ако сака 3 пати металик боја да биде премачкано, меѓутоа за службените потреби навистина треба да се направи еден сразмер меѓу функционалноста и цената на возилото. Мониторингот детектирал дека јавните набавки поврзани со пандемијата и по повеќе од една година од почетокот на кризата изобилуваат со ризици од корупција и дека се плаќале многу поголеми цени за набавените отколку нивната реална вредност. Сето ова се случуваше додека земјава се гушеше во здравствена и економска криза. После 2 години од COVID пандемијата, набавките за COVID се уште се, како на почетокот изобилуваат со проблеми, со ризици, со сомнежи за корупција и за судирни интереси. Гледаме големо совпаѓање на проценетите вредности на набавките, што не се објавуваат со понудите на фирмите на тендерите, што значи дека има, можеби некој им дојавил однапред да има предност таа фирма по тоа на тендерот. Анализата покажала дека има големи разлики дури и за 5 пати во цените на исти производи, и тоа набавени во ист временски период при набавката на реагенси. Центарот тука гледа ризици од судирни интереси и корупција. Инаку извештајот е изработен врз основа на мониторинг на 40 постапки за јавни набавки на стоки, услуги и работи за заштита од COVID-19, чии договори се склучени во второто полугодие од 2021. Опфатените постапки представуваат 52% од сите тендери за COVID, односно вкупно 77 тендери. Нивната вредност изнесува 1,25 милиони евра, што е 30,4% од вредноста на сите тендери за COVID во анализираниот период, кои тежеле високи 4,1 милион евра.